Секоја година, по повод Денот на жената 8 март, во организација на Дом за деца и млади, Благој Мучето од Струмица, се распишува ликовен и литературен конкурс. На распишаниот конкурс, кој што траеше од прилика околу 25 дена, пристигна релативно голем број на ликовни творби, некаде околу 170, а исто така над 100 литературни творби. Така да комисијата која што ги оценува и ликовните и литературните творби имаше полни раци работа и исто така и ние кои што ги средуваме и ликовните творби, бидејќи на самиот денешен ден кога се врши доделувањето на наградите, на да речеме на некој начин на најуспешните, бидејќи според мене сите оние кои што се потрудиле да напишат, да достават или да нацртаат се успешни, бидејќи одвоиле време и изразиле својата креативност без разлика дали е тоа литературна или ликовна, но сепак мора да има некое рангирање или мотивирање. Наградените се 12 ученици од делот на литературниот конкурс. Учениците ги прочитаа своите творби. Учествуваа ученици од 6 до 9 одделение. Во оваа група првонаграден е Лука Костов од Основното општинско училиште Никола Вапцаров и категорија од 1 до 5 одделение првонаграден е Тадеј Тушев од Основното општинско училиште Сандо Масев во Струмица. Наградени ученици од ликовниот конкурс се вкупно 14 и имаа можност да уживаа во целосната ликовна изложба. Овде, од 6 до 9 одделение, првонаградена е Тамара Сирачева од Основното општинско училиште Свети Кирил и Методи Иловица, а во категоријата од 1 до 5 наградена е Љупка Милева од Основно општинско училиште Гере Сунев Просениково. Исто така има и 3 посебни награди за изработка на плакат. За мене празник на жената е исто секој ден како и на мажот. Значи, вклучувањето и вреднувањето треба да биде еднакво и на мажите и на жените. Меѓутоа, за мене, кога една жена е исполнета, а тоа значи дека таа се пронашла себе си во својата професија, без оглед дали таа прави сладки, или црта, или пишува, или лекува, или да речеме работи во одбрана, или работи на некој специфично или неспецифично работно место, важно е да ја исполнува тоа што го работи, кога таа е среќна и задоволна, и кога тоа е значи остварена на личен план, а дополнително кога е остварена и приватно како сопруга и мајка, тогаш мислам дека е комплетно остварена како личност. Меѓутоа, сето тоа зависи од изборот на жената, како таа ќе се остварува во својот живот, дали сака едно или друго. Важно, следете го тоа што го сакате, тоа што го чувствувате, работејте го тоа што мислите дека ви одговара, така ќе бидете среќни и исполнети, така вашите блиски и вашата околина ќе биде позадоволна. Темата на самиот конкурс, жената, докторка, учителка, работничка, новинарка, политичарка, спортистка, како што истакна директорката, ги инспирира сите и успешно реализираа уште еден настан.